Уа лопови, портал со гнев, трауми, незадоволство од криминалот и неправдата во Македонија. Во ОХИС се краде, но никој не мисли на работниците. Зошто скопјани се критичари на наводниот грабеж од топлификација? Цели семејни лози во спрегата суди, адвокати, нотари, извршители. Кој и како систематски ги уништува синдикалните и граѓанските права. Работникот Димитар Стојковски од ОХИС, бизнисменот Маријан Ненов, адвокатот Гордана Каркалашева и професорот и левичар Димитар Апасиев со Александар Чомовски во топ тема. Добро вечер. Предполагам дека во оваа битка на приземен начин на заробениците на македонското и граѓанското општество во двобојот меѓу четворицата лидери, особено последните мигови на така наречените политичко-партиски пресметки меѓу Заев и Груевски, забораваме на сликите кои не обкружуваат. Ги забравивме работниците кои останаа на улица. Тие кои не може да си ги наплатат ни елементарните социјални права. Тие исти кои протестираат пред владата, барајќи си го назад вложениот труд во фабриките, што во овие 25 години или Црвенковски ги продаваше, или Груевски ги продава и ги узурпира. Срамот е, после 25 години посттранзицијски период и приватизација, и натаму да ги гледаме мрачните слики на незадоволници во кои се игра со судбината на луѓето. Имавте можност да ги гледате штрекувањата на Газела, Треска, Емо, Еврокомпозит. Денове по-најгласни се охисовци. Оттаму и тргнувам. Во студиото е Димитар Стојковски, 35 години работник на ОХИС. Веројатно можете да го препознаете како еден од елоквентните противници во барањето на правата. Стојковски, ОХИС почна да пропаѓа со концептот на приватизацијата од времето на Црвенковски. Го разграбија дел од политичките и раководни менеджерски структури на компанијата. Оваа гарнитура на власт 10 години нити сака, нити знае и уште повеќе ви ја продолжува голготата. Што е главната симптоматологија на случајот ОХИС? Не би сакал да отварам многу историја, но сепак ќе кажам. ОХИС како гигант во хемиската индустрија на ниво на поранешна Југославија, а и во светот, се котираше со голем капитал, ќе речам преку 50 милиони евра, го доведоа на ниво да должи сега 20 милиони евра. Неспособност на раководните структури, кои работниците ревносно и честно си ја вршеа работата, но раководните структури мислам дека воопшто не знаева во што се упуштаат, во какво раководење, така да ОХИС го доведоа во колапс. ОХИС е сега 100% државна компанија или уште имате акционерски капитал? За дневно политичките потреби, дали е 100%, 90%... Епи се бири. Така некако. Кај се дел од нето капиталот кој постоеше во ОХИС и особено, например, оние така речени скриени капитални вредности, како што беше благородните метали, платината и така натаму. Кај се? Кој ги продава? Кај се? Државата како доминантен собственик, она имаше увид, а ние ко вработени немавме увид кај одат тие пари. Тоа беа милиони, верувајте, 8 милиони евра во платина. Се пристапи кон демонтирање, сечење на погоните и продавање како старо железо. Недозволиво, мислам. Колку работници останавте, да речем, условно на улица и под оваа социјален чадор во кој никој за вас веќе не води грижа? Дури немаат ни храброст да ви излезат, а камо ли да ве примат во кабинетот на Пешевски или Во добрите времења ОХИС имаше преку 8.000 вработени, а на крајот останавме 800. Можеа да си го оправдаат своето постоење и работење. Имаше финансиски анализи се правеа, тоа владата, Министерството за економија нонстоп беше информирано за ситуацијата. Баравме помош од нив, во прашање беа 2 милиони, тоа ќе го потврдат и од Министерството, да ни дадат не заплати,
за суровини, обрт да правиме и да профитабилно да работиме. Во Охис имаше погони кои може да работат профитабилно, ама мислам дека структурите кои раководеа не знаева да работат со Охис и не доведоа во Агенцијата за вработување. Не знам дали сите 800 го исполнија, имаше одредени услови, или останаа дел на улица, така да... Имате среќа да стигнавте до пензија? Јас веќе стигнав од минатиот месец. Да ви честите. Барем тој дел на некаква минимална варијанта може да го... Голготата која помина повеќето вработени во Охис, плати прво 8, плати, рековме, ај преку ноќ ќе ги простиме за да се вложат во репроматеријали. Тоа беше 2008 година. Потоа 2012, 2013 се множеа уште 16 плати, стигнавме до 24 плати. Добро. Сега за тоа како се продаваше, како не успеваа лицитациите, што стои зад загаденоста со линданот, експлозивна направа која е на рамниште на некаков еколошки геноцид, за тоа подосна. Уште мој вечерашен гостин е еден граѓанин, прилично амбициозен во протестите на заштита на правата, во борбата против монополите. Ненов, колку време сте пред портата на триумфализмот и на бедата? Ние триумфираме веќе 40 недели. Сето тоа проследено и со други активности од околу. За жал, и покрај нашите барања да не примат одредени структури, власта, конкретно и премиерот, тука го вбројувам, немаме одговор таква позитивен од нивна страна. Веќе 4 пати бараме ке премиерот, за сега човекот изгледа презафатен. Што е есенцијата на вашите барања против кого? Против топлификација или веќе симптоматологијата, бидејќи го прегледав ова Facebook платформата на УА Лопови, тама веќе тоа е една социјална и граѓанска платформа која е практична слика на социјалната стратификација на Македонија. Вие зашто сте? Ние се бориме против социјалното робство, односно финансиското робство, кој што некој сака да ни го наметне. Имаме еден проблем, го мислевме ова доста време, свативме дека ова ствари некој организиран криминал, дека ова некој седнале на маса и добро го размислиле како да го украдат парите од граѓаните, на кој начин тоа го направат. Они одбрале само едно тело кое што се вика топлификација или БЕК, и преку него ги прават тие работи. Тука е нешто организирано во кое што се вмешани многу структури, дури за жал и државни институции се вмешани, дури и државата вмешана, почнувајќи од две компании топлификација, најомилената компанија гледа тоа во Скопје, па продолжувајќи тоа со БЕК, тука е и регулаторната комисија за енергетика, преку која сето ова треба да се испере и да се каже дека ова е законски, затоа што таа регулаторна комисија за енергетика донела таков правилник, иако тој правилник се коси со уставот и со законите. Уставен суд еднаш го поништи, па потоа не се реализира. Приказката е следна, Уставен суд по представка од граѓаните има донесено одлука исклучените граѓани да не плаќаат. Тоа беше 2009 година. Меѓутоа тоа беше таа одлука да не ги плаќате фиксните трошоци, да знаат тогаш беше одлука на Совет на град Скопје, кој што донесе одлука во оние станови кај што не живеат скопјани, таму да се плаќа 50% од сумата за грејење. Тоа падна на Уставен суд, таа одлука донесе Уставен суд, меѓутоа понатака топката се префрли кај регулаторна комисија за енергетика, која што во 2012 година, негде јули месец, донесе правилник со кој што ги прекрши нашите граѓански права и тука стави одредба дека ние мора да склучиме договор со соодветен снабдувач и од тогаш топлификација почна да наплаќа сметки. На 6 месеци беше топлификација, па се откажа, па после дојде БЕК и БЕК после почна да ги тужи граѓаните, односно да ги малтретира со сметки, да врши мобинг врз нив. Така да после ова во 2013 година повторно граѓаните побараа да Уставниот суд се произнесе да го отфрли ова, меѓутоа Уставниот суд, бидејќи беше во нов состав, кој што беше избран тогаш мислам дека од владата или парламентот, не знам и јас, тој донесе решение, не одлука, со кој што се произнесе за ненадлежен. Добро. Сега уште само кратко. Зошто Нон Пасаран, шпанскиот
повик на антифашистички така натаму. И зошто лопови? Тоа се желби на нашите граѓани. Значи, лопови е исто, кум беше еден од нас, кој што тој ја крсти така страницата, тој ја направи и така до ден денеска е лопови. Наистина нека добро сликува ситуацијата во Македонија. А кој нема да помине? Нема да им помине ова што го прават. Значи, ние сме одлучни во ова. Исто, кумот за ова морам да го поздравам, тоа е Стрезо Стрезовски. Претпоставам дека доста граѓани го знаат, значи тоа е негова желба и но пасарани ќе остане, значи тоа е името на Сдруженијето. Добро. Гордана Каркалашева, адвокат. Меѓу другото застапувате и вакви неволници и страдалници. Со сиот респект, па дури малку и се обвинува дека може да имате свој спреги во судовите така натаму. Успевате ли да добиете барем еден спор во битката со монструмите од монополи и во јасните спреги дури и семејни лози, адвокати, суди, нотари, извршители? Па конкретно, еве, јас ќе се надоврзам на ова што пред малку го кажа Маријан. Значи, овие предмети каде што топлификација, па потоа снабдување центари Запад, па потоа и БЕК, кога почна да се поднесуваат, значи и да се појавуваат ваквите предмети во судот, беа малобројни, меѓутоа од ден на ден веќе тоа се илјадници предмети во судот. Значи бројот на овие предмети веќе мислам дека ни во судот точната бројка не се знае. На почетокот, значи конкретно еве јас ќе кажам за мене. Имав неколку предмети и тоа предмети за мои роднини. Каде што во почетокот и јас бев, морам да ви кажам, песимиста по однос на целата оваа слика за предметите, но рековме дека ќе се бориме. Потоа во еден така неврзан разговор и случајна средба пред судница, дел од граѓаните кои што се членови на ова здружение ме сретнаа и во еден таков неврзан разговор одлучија да јас ги застапувам. Значи сега имам повеќе предмети и до сега имаме околу, зборувам за предмети што јас ги водам, има и по други колеги, значи имам некаде околу 20-25 првостепени пресуди добиени во корист на граѓаните. Тие се секако веќе обжалени од страна на БЕК и снабдување Запад и снабдување Центар и се чекаат на одлука во апелациониот суд. Дали се сигурни дека ќе ги добиете со оглед на фактот дека тоа е една од мамките во која што подолго трае процедурата, толку повеќе вашите судските трошоци се на грбот на тужителите? Ако зборуваме по однос на докази и по однос на правото, јас сум сигурна дека треба да ги добием. Добро. Професор Апасиев, доцент. Независно, ние имаме правило тоа. Ми остави впечаток една ваша колумна во која си ја покажавте перцепцијата од каде еден универзитетски професор кој завршил со 10 и меѓу ретките во историјата на правниот факултет, кој патувал од Велес до Скопје, кој бил беден и бабата му давала 200 динара за да преживее и така натаму. Од каде таа обсесија за левучарење, за левица, во услови кога, дали е тоа резултат на перцепцијата дека интелектуалците се практично реалните критичари на власт или барем треба да бидат, или доаѓа тоа од некаква социјална средина од која потекнувате? Па веројатно и од двете. Значи, левичарскиот активизам започна со Ленка, која е пионерска организација во тоа поле веќе 7-8 години. Значи, Ленка, која сега има интенција да премине во политичка партија заедно со други левичарски организации и поединци, за разлика од другите, има автентични корени. Значи, претежно се такви деца, како што ги опишавте, деца кои знаат што е мака и деца кои растеле претежно во таква средина, меѓутоа кои одскокнале од просекот врз основа на своите маки и страдања. И затоа често имаме критики од оние кои растеле во богати средини, кои се учени на некој полагоден живот и кои најчесто ние ги нарекуваме тастатура активисти, за разлика од нас автентичните активисти кои
изгинавме на терен овие години, тие некако нивниот став кон нас е особено се присутни во NGO круговите и така натаму. Таквата перцепција ви дава моќ да бидете објективизирани, а не фризирани во прифаќањето на социјалните страдања на невработените, на отпуштените, на овие што се угнетени од монополистичките капиталисти и така натаму. Да, па претежно фокусот наш кога започнавме со Ленка беше токму работничките права кои беа урнисани низ периодот на транзицијата, имено вие немате идеолошка разлика помеѓу СДСМ и ДПМН, тоа практично функционираат како две фракции на една неолибералистичка партија која го следи диктатот на големите кредитори ММФ, Светска банка и прави под називот флексибилност на пазар на труд, прави масакар со работничките права. Значи, двете партии со хируршка прецизност ги кастреа работничките права. Сето тоа беше некритички прифатено, односно обсервирано од страна на професорите, кои во својот кабинетски конформизам го преспаа овој период, од страна на жолтите синдикати, назначени по тие партиски директиви, кои исто така синдикатот кај нас го стекна статусот на организација губитник, значи организација која што ги соопштуваше само лошите вести на работниците или која делеше новогодишни пакетчиња на своите вработени без автентична борба во периодот кога им требаше. И податоците тоа го кажуваат. Вие во 98 година имавте грански колективни договори, колку да биде илустративно за гледачите, имате закон за работни односи кој дава најмалце права, па имате општ колективен договор кој дава повеќе права и грански колективни договори кои даваат највеќе права. Во 98 година 75% од вработените беа покриени со вакви грански колективни договори, што е добро, за да во 2010 тој процент опадне на 35%. Значи Уште само една ваш мала епизода врзана со едно интервју кое ви го прочитав. Велите, правната инфлација која зазема чудовични размери и го презаситува системот со правни норми и завршувате со тезата колку повеќе закони, толку повеќе корупција. Так. Дали е тоа амбиентот на, да речем, условно новие наши граѓански и социјални страдалници? Апсолутно. Значи, се ова што се прави е, што би рекла една поранешна министерка, согласно уставот и законите. Значи, нема тука ништо против. Значи, се е така добро скоцкано, да се е согласно уставот и законите. Таа правна инфлација за која што говорам... И што би рекле, ние шу правиш. Во тоа интервју, навистина зазема чудовични размери. Таа теза не е моја, таа е многу стара теза на Тацит Коруптисима Република Плуримае Легес. Не знаеш ли колку корупција има во државата, преброи ги законите. Колку повеќе закони, толку повеќе корупција. Во доменот на трудовото право ви имате 30 на носечки закони, имате 100 подзаконски акти и уште 1000 интерни акти во компаниите. Значи тоа е море од прописи кои обичниот работник, кои сме правници и доктори по право тешко се снаоѓаме, а не по обичен работник без оставете ги адвокати, како се снајдат работниците, активистите во разни подзаконски акти, деловници, правилници, регулаторни тела кои исто така се во спрега со монополите. Практично се тие продолжени рака без оглед дали е Евана, топлификација, Телеком на оден начин, сега и претплатата со МТВ и така натаму. Невозможно е да се... Тоа што нив им преостанува е да плачат, ништо друго. Значи, или да се организираат политички и автентично да делуваат. Значи, овде треба да направам зид на плачат. Невозможно е да се снајдете во тоа море од прописи, ако не сте правни. Колку за илустрација, законот за работни односи сегашниот од 2005 е 3 пати поголем од претходниот закон. Значи, над законите почна да личат на книги. Имате член во закон кој е од 1000 збора, или имате 25-30 измени на закон без да имате пречистен текст. Ние не знаеме кој е автентичниот текст на закон. Значи, до толку е страот на таа работа. И се претежно номотехнички слаби. Значи, имате термини кои се различно дефинирани во различни закони. И затоа толку е различна судската пракса. Добро, има за сите, ми е мошто интересно, влеговме во оваа фаза на општествена травматизираност, социјална и правна. Има една, би рекол, кованица. Вели, левицата удри врз вработените, десницата удри врз невработените. Дали тоа значи дека ние 25 години
без оглед дали си вработен или невработен, сме заложници на концепти во кои нити учествуваме во градењето на законите, нити знаеме да ги перципираме во заштита на своите граѓански, работнички и било какви социјални права. Ненов? Па мислиме дека овде фалат расправи, значи, дискусии околу носењето на тие закони. Сега гледам некоја позитивно движење во таа насока, меѓутоа тоа е многу малку. Значи, кога се носи некој закон за некоја област или која тангира одредена група на граѓани, тогаш треба да се поканат тие граѓани, значи да се каже што мисли. Ако вие земете да правите некој проект од НВО секторот, кој што треба да делува на одредена заедница. Прво што ќе направите? Ќе излезете на терен, ќе поразговарате со тие граѓани таму со таа заедница, дали таков проект е потребен, значи. А после тоа кој е потребен, тоа ќе го спроведете со нив на помош заедно, ќе ги вклучите и нив. Меѓутоа дека имаме само еднострано донесување на такви закони и таков е денеска ефектот. Значи еве кај сме денеска. Стојковски? Ќе се надоврзам на претходниот говорник, професорот. И левичарот. Предполагам дека еден ден бидејќи протестираме повеќе ќе од се ради некоја македонска сериза. 2 месеци, а одговорот е од другата страна, ќе речам. Малце лаконски, бараат низ правните лавиринти како да не откачат. Едноставно речено. Иако имаме нотарски заверени извршни... Тоа е едната димензија, да ве откачат. Меѓутоа, оваа од нашите власт барања. вели живееш за граѓаните и го слуша ехото на граѓаните. Вие таму се собирате од 200, 300, 500 некогаш. Протестиравме повеќе од 3 месеци 2013 година. Никој не сакаше да не чуе, да не прими, да најде начин да нешто да се договориме, да тргне во позитива работата. Не знаева да најдат благовремено, ќе речам, стратешки партнер или да го продадат Охис. Се уште не знаат. А штета е, Охис поседува голем потенцијал. И покрај хипотеките, и покрај историскиот отпад што го спомнавте, Линданот, таму има потенцијал за работа, погоните може да работат, ама нема кој да ги води. Државата испаѓа не дозволува да се работи. Има уште една варијанта за вас двајцата. Кај ви синдикалниот водач? Не знам. Не стои на чело на колоната? Никако. Како би рекли србите, јаше упатам друг една Тито. критика до синдикалните водачи во фабриките во Охис. И овие... Тие останаа на работа, а другите вработени ги спратија А кај се синдикалистите на републичко ниво, лидерите? Искрено, ако ме Лекс прашувате Валенси? мене, немам доверба Немат. во синдикатите. Ако смеам да интервенирам. Да, А кај се работниците да прашам? Секогаш ние многу е лесно да го наметнеме товарот на другите, меѓутоа македонскиот работник остана најидеалниот работник за секоја транзицијска влада. Значи, без автентична борба. Например, имате ситуација, сега проектиравме еден филм во Битола, каде што грчка фабрика е окупирана од страна на работниците, без синдикат, значи окупирана од работниците и продолжува со производство. Тоа се некои детергенти. Значи, меѓу другите виновници, еден од 4-5 виновници, 5-тиот се самите работници. Значи, не секогаш тој Робин Хутовски синдром треба да го биде дека тие не се воопшто виновни. Не, и како се виновни, особено ако ги ставите во предвид нивните деца за кои што вреди да се борат, каква иднина им оставаат. Значи, македонскиот работник покажа дека е многу послушен, а во поглед на синдикатите, ние имаме регулатива која што полесно е да формирате нуклеарна централа отколку синдикат. Од 65.000 фирми, само во 2.000 фирми има синдикати и тоа се претежно наследени синдикати од комунизмот. И тоа е презентативен треба да биде. Нема автентични синдикати во периодот на транзицијата. Многу е мал тој број. Не прашуваат зошто не доаѓаат на протест сите баратели што ги бараме платите, 1500 луѓе. Сега, дали е побитна толпата да се собере пред влада или собрание, или нашите аргументи? Ќе кажам, луѓе немаат, верувајте, пари да платат еден автобус, да дојдат пред владата. Луѓето се веќе, структурата во Охис беше преку 50 години. Остарени, болни, како да доаѓаат на ова ладно време? Не ги уважуваат нашите аргументи. Тоа е, нема диалог. Имаше и исклучително висока структура на високо образовани кадри.
и технолози, и електроинженери, и сите тие де факто целиот труд од 30 години го уништија, си го уништија. При отпуштањето мислам дека се направи, прво ги елиминира Паметните, високостручните кадри да може да потоа манипулираат со останатите вработени. Тоа беше Калашева, процедурата. Имате ли впечаток од клиентите и од општиот амбиент? Без оглед колку заштитата на правата од работниот однос имаат приоритет во судската процедура, тоа и така се остварува. Дали при тоа добиениот спор значи некоја сигурност за работникот ако биде вратен за менаџерот и така натаму, или натаму тоа е само едно врзивно ткиво, едно коло не потврдено и како да кажам, нераскинливо. Значи во работните спорови пред се сакам да напоменам дека тоа се спорови кои што се малку поитна постапка. Значи траат многу пократко, 2 до 3 рочишта се завршуваат во интерес на работниците. Значи докога ќе се добие правосилна пресуда, работодавачот мора да ја изврши. Сега, знаете како, се зависи и за каков работодавач зборуваме. Значи во овие конкретни случаи кај што имаме работодавачи кои што веќе се под стечај или фирми кои што веќе изумираат, тоа е проблем извршувањето. Но во активни фирми, работодавачи кои што работат, значи тој мора да постапи по правосилната пресуда. Доколку таа не биде извршена, односно работникот кој што добил незаконски престанок на работен однос, значи ќе мора да постапи и да го врати работникот на работа. Сега, доколку работникот ја добил пресудата со која што се констатира дека имаме незаконски престанок на работен однос, работникот има потоа право со нова тужба, во нова судска постапка да докажете и да ги побара платите кои што не му биле исплатени во временскиот период на незаконскиот престанок на работен однос, и тие спорови се добиваат сигурно. Вие верувате, вашите клиенти веруваат дека може да се изборат со овој мастодон од правосуден систем? Знаете како, доказите го прават своето, секој предмет е предмет за себе. Но доколку има докази за незаконски престанок, сметам дека може да се докаже. Сакам да напоменам дека луѓето не треба да ја губат надежта. Вие сте први. Да го парафразирам Аристотел, одењето на суд значи одење по правда. Кај нас одењето по суд значат танталови маки или од по трниње? Прво, кај нас не можете да дојдете пред суд затоа што немате пари. Ние имаме најскапа правда во Европа и Европскиот суд за човекови права во 2001 година донесе една пресуда која е од исклучителна важност, особено за вакви правни системи како нашиот. Таа пресудата Креус против Полска, каде што брилјантно заклучува дека џабе ние зборуваме за заштита на права, работнички права, Европска конвенција, кога ние елементарното право, тоа е правото да пристапите до судот, го немате, затоа што немате пари да платите. Ние, покрај тоа што имаме најскапа правда во Европа, имаме најбавна правда во Европа. И еден фрапантен податок е дека, според сите правосудни истражувања, европскиот просек на судии е на 2 милиона жители да имаме 400 судии. Ние во моментов имаме 650 судии. Значи имаме 250 судии кои се технолошки вишок, кои не треба да ги имаме. И ајке си речете, окей, ги имаме, значи треба да ја убрзаат правда, а не напротив. Имаме најбавна правда во Европа. Најскапа и најбавна правда. Значи, судските трошоци можат да ви ја надминат главницата на спорот. Значи, едно одење на адвокат на суд е 4.500 денари за човек кој е стечаец, кој нема пари, тоа се баснословни суми. Тој попрво ќе го прежали тоа што отколку да отиде на суд. Значи, пристапот до правда мора да се отвори, особено за вакви еклатантни примери на неправда, и тоа го поврзуваме со судскиот систем и со извршителскиот систем, бидејќи имаме едно од најгрубите, најбруталните извршни права во Европа, без судска контрола, каде што имате извршители кои што за долг од 1000 денара ќе ви наплатат на крајот 20.000 денара. Знаете што, да, сето ова, значи, мора да претрпи промена во законската регулатива. Значи, и зборувам, и адвокати, и извршители, и нотари. И се она што се наплаќа и работи. Тука ќе го вклучам и законот за судски такси, кој што е релативно понов закон. Значи, сите тие судски такси се пропишани со закон. Значи, ние треба да зборуваме за нешто што треба да претрпи законска промена, за да може да го
тоа да речеме да дојде до некаков стандард и ниво да за секој граѓанин биде пристапна правдата и можноста да побара заштита во судска постапка. Кога го слушам овој принцип, а го слушам веројатно 40 години во моето новинарство, првата асоциација ми е каде ја те тужи, каде ја те суди. Значи, што повеќе правна нумерологија, папирологија, како вели професорот, толку повеќе тие не се создадени за граѓаните и за заштита на граѓанските слободи на социјалните права. Како вие впечаток имате? Да, се согласувам деловно со вас. Еве сега ќе ви го кажам како пример законот за парнична постапка кој што имаше измени. Значи со измената на закон за парнична постапка, за да поднесете една тужба во судот, па да, треба така едно мало богатство да соберете, па да можете да ја поднесете тужбата. Затоа што однапред сега треба да спремите вешт наот и мислење, да се направи скица, да се приберат сите можни докази, па да се поднесе тужба. Додека порано не беше така. Тие докази се прибираа во текот на постапката. Тоа произлегува од она што пред малку го разговаравме. Значи, законите ни ги носат непрактичарите. За жал. Кога се носат закони, не се повикуваат дел од практичарите од областа за која што се однесува законот. Бидејќи такви учесници имаме во носењето на законите, тоа ни раѓа плод на вакви закони. И потоа, знаете како, имаме огромен проблем меѓу практичната примена на законот и она кое што е напишаното на хартија. Дали ова блиску повелете? Тука сакам да се надоврзам нешто околу судењата, значи овие. Кога обичен граѓанин, значи го викаат на суд да оди, значи тука има и други димензии. Значи тој е шок за него. Тој до сега не бил на такво нешто. Шок е затоа што за граѓанин, затоа што вие не одите по права, туку се чувствувате како криминалец. Да, токму така, значи денеска државата не прави криминалци, ги штити криминалците, а граѓаните ги прави криминалци. Сосема обратна улога дава, значи овдека. И не само тоа што е шок, значи тој сега се чуди што ќе се случува таму, што ќе биде. Дали ќе ме осудат, значи. После тоа, како ги нам тие пари да ги платам, значи. Тоа е се шок за граѓаните. И не само тоа, не ни го крадат само парите, тука ни го украдат достоинството, значи, граѓанското достоинство. Тука се случи уште нешто паралелно со ова. Ги украда нашите лични податоци. Ние немаме договори со БЕК. Откај на БЕК наши податоци за да ни доставува сметки и да ни доставува опомени и тужби. Ние реагиравме до Дирекција за заштита на лични податоци. Оттаму после неколку месеци, значи по наша интервенција, ни дадоа допис дека Топлификација и БЕК со интерен договор меѓу нив и ги презеле податоците. Чекайте малце, БЕК не е наследник на Топлификација. БЕК е друг субјект. Топлификација е АД, Топлификација, а БЕК е ДОЕЛ. Друштво со ограничена одговорност е едно лице. И сега најнаш БЕК ги има тие податоци. Топлификација му ги дала. Чекайте, Топлификација прво не сме да ги дава без да ве праша вас. Како Топлификација му ги дала на БЕК податоците? Тргувале со нив, му ги шитнале податоците? Значи, со нашите податоци може заработило. Стојковски, само уште една работа кажете ми. Дали воопшто помисливте во оваа битка со власта за својата судбината на ОХИС, да размислувате дека еден значаен дел од капиталот треба да биде издвоен за ова работничко собствеништво, акционерско собствеништво? И дали некој воопшто тоа ви го гарантира или се е ѓутере и се влегува во хипотека и во урнесување на еден од најголемите гиганти? Ќе потенцирам повторно. Има начини, бидејќи ги бараме нашите заработени пари, како да се обештетат, да се исплатат работниците. Ама гледам, нема добра волја. Тоа е основно. И сега последното, за да добиеме едно, ќе речам, безвредно ливче, ни го наплатија од 3 до 5 илјади денари, дека признаваат ОХИС дека ни должи пари. А со тоа ливче... А кој ви наплати тоа? Нотар? Нотар. Ама така беше срочено, они се оградуваат во наредни 3 години, ништо да не бараме, а потоа... Потоа можете да го ставите тоа... Можеме да се сликаме. Да се сликате, или на некој по-друго место, како обично велат за... Морам да кажам, ОХИС, како ОХИС поседува 1.200.000 квадратни метри. Ако се калкулира по некоја цена, тука се инфраструктура, струја, вода,
пумпни станици, објекти, улици, пруга. Ја еднаш тука има кажав, дилема дека дали воопшто таму може да се користат индустријските капацитети и таа инфраструктура, или тоа може да се култивизира еколошки и да се градат стамбени простори. Меѓутоа, тој Линдан, кој е бомба еколошка за Македонија, без оглед колку стандардизирано е заштитена, и целата таа деконтаминација практично го прави целиот тој простор неупотреблив за тоа е еден живење. дел е деконтаминиран, а другиот дел може да се користи за индустријски објекти. Ја не знам зошто одат во Бунарџик, а овде на 5 километри од центарот на Скопје имаат веќе изградена индустријска зона со одредени погони. Малку чудна е процедурата. Неолибералистичкиот глобализам сиромаштија второ име на структурното насилство. Од кого против кого? Па, неолиберализам е збор кој често го употребуваме во тие активистички кругови. Ко постмодернизмот, уметноста, сите го употребуваме, секој различно се го толкува. Фундира обично на постмодернизмот по дефиниција значи нема дефиниција, значи ни еден процес. Значи првото на што фундира е брутална редукција на јавниот сектор. Се да се приватизира, дури имате налудничи примери во Америка кај што извор на вода ви се приватизира, 20% од изворите се приватни. Не треба да одите до Америка. Ние имавме тука налудничев градоначелник кој Рачек го приватизираше, така да, да, значи не вреди таму сега и да му го споминјаме името, ама и вториот столб на кој што неолиберализмот фундира е зголемување на класните разлики. Значи богатите стануваат се побогати, сиромашните стануваат се посиромашни. И се случува еден феномен под влијание на оваа теоретска школа, кој што бланко ја прифаќаат сите наши политичари во транзицијата, а тоа е процес, градејќи бизнис рај, направивме работнички пекол. Значи имате работничка гилотиња, процес на тенденциозно кратење хируршки прецизно на работнички права. Апропо она што го спомена мојот именјак во управувањето на работниците. Значи нашиот устав е меѓу ретките во светот кој што покрај капиталот, значи сопственоста, и трудот го признава како рамноправен основ за управување. Меѓутоа имате закон кој е спонзориран консултантски услуги платени на западњаци од Светска банка, од ММФ, кој ова уставно начало не го имплементираат. Имате закон за трговски друштва кој не ви ги признава работниците како управувачки фактор, а уставот тоа го признава. И сето тоа е донесено во време на левичарска влада на СДСМ, например. А и некој го препрочитуваат Карл Маркс и дефиницијата производни сили, производни односи и капитал и профит. Поштувани гледачи, ЕПП и следите и понатаму дебата како и на каков начин да се заштитат работничките и граѓанските права и слободи во овој суден систем на правни лавиринти институции, на лични и индивидуални и семејни спреги, и на една препознатлива теза филозофско-социјална дека на Европа се чини и во Македонија сме во фаза на битка на антикомунизам и антикапитализам. Уа лопови, портал со гнев, трауми, незадоволство од криминалот и неправдата во Македонија. Во ОХИС се краде, но никој не мисли на работниците. Зошто скопјани се критичари на наводниот грабеж од топлификација? Цели семејни лози во спрегата суди, адвокати, нотари, извршители. Кој и како систематски ги уништува синдикалните и граѓанските права. Стојковски, работниците бедни, истоштени, немокни, поценети. Работат за една конзерва и едно парче леб, буквално, прва, втора, трета смена, не зимаат плата, а менаџерскиот тим, управниот одбор, надзорниот одбор, редовно месец за месец си зимаат плата и една абсурдна ситуација се наградуваат за успешно работење, а фирмата пропаѓа под нивно раководство. Знаете колку се платите? Сега моментално не знам. Ама Им беа високи. им беа високи. Добро. Во ОХИС беа бедни платите. Во овој транзицијски рафал од злосторство и неправди. Во ова време зловреме, кога мислите ни се
вкалпуваат, ни се врамуваат, вкусовите ни ги оформуваат, идеите ни се наметнуваат, со нас управуваат луѓе инородни, луѓе дрски, носители на меѓународна моќ, а нема молчиме. А Пасиев, ова е 2013 јули месец. Студентски говор, ова. Да? Одамна беше. Да. Емоционален? Па да, веројатно. Сакам само да се надоврзам, имам многу добра поента ова. Значи, ситуација кај што менаџерите си земаат плата, а работниците немаат никаква плата, тоа го дозволува законот кој што воведе посебен тип на работни договори, наречени менаџерски договори. И ние имавме прес заради тоа, имено Управата за јавни приходи секоја година дава листа на најбогате платени менаџери. Се до 2012 година, кога податоците почнаа да фрапираат и да револтираат. Имено, последниот податок од 2012 година говори дека најбогато платениот менаџер по таков менаџерски договор во државата земал месечна плата од 76.000 евра. Значи, за 30 дена тој спечалува 2 стана. Пари за кои јас веројатно би работел 50 години, 60 години или веројатно доживотно ќе работи. Значи, до таму одат тие класни разлики и сето тоа е легално покриено со такви менаџерски договори, со такви дупки во законот, каде што имате фирма која пропаѓа, а менаџерот да зема вртоглаво високи суми. Сега имам директно прашање. Имате намера да се промовирате како политички субјект. 1/3 сиромашни, 1/3 незадоволни. Зошто таа структура не можете да ја привлечете како нова гласачка опција, која гневот ќе ви го префрли како иновативна сила што може да се протистави нова црно-бела варијанта во Македонија? Не само ќе кажам податок, ние амнестиравме 20.000 луѓе, од тие нема 1000 да собереме да ни се потпишат, собираме потписи во процедура сме. Значи, тоа е таква апатија кај луѓето, веројатно е некој ендемски вид на народ сме. При таква автентично движење да не можете да собирате 1000 потписи, да собирате со месеци, тоа доволно говори за нас како народ. Ненов, почнавте скромно, на моменти се собравте по 100, сега исто толку ве гледам, и на едно прашање, мислам во Слободна Европа, во едно движење, ве прашуваат, а ја исто те ве прашувам. Зошто на луѓето им е толку сеедно? Ако има најмалку 10.000 корисници на топлификација кои се незадоволни и од услугите и од овој монополски тренд? Не би рекол дека е мен сеедно на луѓето, меѓутоа можам да кажам дека на дел од луѓето им е страв. Значи, Уште ли е страв? Да, дел од тие луѓе се пензионери кои што имаат вработени деца, значи во некои јавни институции, и тие се плашат да излезат, значи да не ги видат, да не ги кажат, да децата не патат заради тоа. Дел за тоа, дел е добар дел е тоа што се чувствуваат немоќни, значи. Што можам јас да сменам, значи во ова? Значи, се уште самите си се обезвреднуваат, значи и викаат јас се против држава не можам да се борам. Значи можат да колку дојдат со нас, ние како станавме? Ние станавме, секој како индивидуалец се собравме и направивме нешто. Значи никој не организираше, сами се организиравме ние. Нека дојдат, нека повелат, нека дојдат во Новопасаран, нека се приклучат. Ние веќе имаме и тужби против БЕК и Регулаторна комисија за енергетика. Моментално имаме наши членови имаат тужба против Дирекција за заштита на лични податоци. Така да ќе го продолжиме ова и во по судски пат да се бориме, меѓутоа веќе и доста врати тропнавме, како и политички врати. Значи, ние сакаме да агитираме за нашиот проблем да се реши. Така требаше денеска, можеби утре ќе се реши, можеби нема да се реши во собранието, значи треба да има јавна расправа. Значи, на пленарна седница, баш за промена на законот за енергетика, каде што експлицитно ќе стои дека исклучените граѓани не треба да плаќаат. Значи, мораме тоа да го ставиме експлицитно, иначе јако законот е на наша страна, за да стане јасно и на судиите, и на беговци, и на сите други околу. Ама и таму има, пазите, абсурд на ривалитет партиски. Дали СДСМ тоа ќе го предложи или Павле Трајанов ќе го повлече. Не вода сметка за интересите на граѓаните, вода сметка за партиските поентирања.
Добро, тоа е нивна работа, меѓутоа нас не интересира да го предложат. Значи, ние сме им благодарни во однос на тоа. Релевантно е од која страна ќе дојде предлогот. Значи ние збориме за заштита на правата на граѓаните. Значи предлозите беа добри и од страна на опозицијата и од Павле Трајанов, значи меѓутоа очигледно е овдека интересот на владата тоа да не помине. На владеачката партија. Има уште една иницијатива. Да? Тоа преку НДМ, беше граѓанска иницијатива со 10.000 потписи. Меѓутоа се помина и собранието и сите законодавно-правни работи таму помина. Меѓутоа закочи кај премиерот. Значи премиерот и после 2,5-3 месеци не го потпиша тоа. Значи не отиде понатака. Немаат од центарот пресметка колку гласови ќе изгубат или ќе добијат од тоа. Па ќе видиме наскоро. Направат Ќе видиме наскоро. нумеричка проценка одман ќе го реша тоа. Адвокат Каркалашева. Не ве спомнав Каракамиша прв пат сега. Тоа заради тоа што ве мешаат. Па ни се случува, да, презимињата ни се случува. Кодекс на судови. Независност на судство е предуслов за владење на правото и гаранција за правично судење. Принцип на непристрасност. Како во целата таа ситуација? Монопол, суд, нотар, адвокат. Знаете како? И овие цицачи кои ги викаме инаку извршители кои лани земаа 120 милиони евра од граѓаните. И с тоа го прикажуваат како добробит, бидејќи им вратили на граѓаните, уствари им земаат нив. Знаете како? Повторно е тоа со Амин врз основа на законска регулатива. Значи тарифите за поднесување на барање кај извршител се пропишани со закон за извршување. Значи извршителот мора да работи по закон, а тој закон го донел некој. И повторно се враќаме на она истото. Истото важи за судските такси, истото важи за нотарска такса, значи кога се поднесува, се е тоа врз основа на закон. Па Сиев, зашто вие немате партнери? Еве ова на пример да го разрешите. Ние имавме акција за ова. Веќе утре нашиот правен тим се среќава со комората на извршители и ние како Левица предлагаме сет мерки кои што се ургентни и мора да се спроведат за да колку толку се релаксира оваа атмосфера, бидејќи станува навистина неиздржлива. Првата мерка е да се воведе забрана на тужење, бидејќи имате ситуација на овие компании, Топлификација, Евана и така натаму, ги тужат граѓаните месец за месец. И сега имате за сметка од 500-600 денара плюс 100 евра долг. Значи ние предлагаме да не може да ве тужат пред да ви се соберат 6 сметки. Што многу лесно, едноставно се спроведува преку законски измена, например во Закон за заштита на потрошувачи. Следната мерка која ја предлагаме е забрана за самовластие, особено например, ако јас вас ви должам пари и ангажирам рекетари да ви ги земам, тоа е самовластие. Меѓутоа, ако Евана ви дојде и ви исклучи струјата, тоа не е самовластие, ме сваќате? А имате облигационен однос на рамноправни страни. Значи, нив им е дозволено среде, зима, да ви исклучат струјата и вашите деца да умрат од студ. Значи, тоа е втората мерка. Третата мерка која преземаме е забрана за анатоцизам, се нарекува стручно. Тоа е принцип кој е познат од римското преку византиското, отоманското, југословенското, само у македонското право го нема, а тоа е да не течат камати на камати. Значи, кога каматата ќе ја достигне висината на главниот долг, по сила на закон, екс леге да престане да тече. Тоа е принцип кој во сите цивилизирани земји. Сега Ненов малце да ви се пожалам да бидам дел од вас. Прв пат лично ќе говорам. Повелете. Јас бев корисник на топлификациони услуги. Се исклучив со архивски број. Ми пратија допис дека немам трошоци за користење топлинска енергија. Иако сум приватна куќа, ми наплатија на 6 месеци фиксни трошоци по 3000 месечно. По кој смисла? По фиксни трошоци, затоа што дотурале топлинска енергија. Ако се били исклучени, како ви дотурале? Па слушате ме сега, за да бидам мазохист и да ја проверам екс легате целокупната судска процедура, влегов во тој лавиринт. Како год да ме убеди адвокатката и сите други, значи да бидам едноставен. За 6 сметки од нотар, поведо судски спор, приговор, се виде јасната перцепција, бидејќи јас сум аудиовизуелец. Ги видов адвокатите, младите деца и судиката во каква спрега беа. Платив
наместо 15.000 на крај нотари, адвокатски услуги двојни извршители 1.300 евра. Тоа ли е правда? Тоа е спрегата. Врз основа на тарифа. Значи, Значи, зависи што сте правеле. Кој се е вклучен во ова? 7 пати го пролонгира и го одлага за да ми наплатат судски трошоци од Значи, основата е монополот. Значи, тој што ќе ве даде, тој што ќе даде акт за извршување, значи, према вас, односно дава налог за извршување на нотар, и тој обично го дава по избор, мислам, дека го дава на нивни нотар. Ние така мислиме дека тој го дава на нивни нотар. Нотарот си наплаќа за таа услуга и тој треба да ве извести, значи, на вас. Така е постапката. Но тој нотар за да ве извести треба да опрати тоа. Све тоа знам. Да. Изгледа ли логично сите. ова што го збори Апасиев? За 250 евра крајната сума за 2 години да биде 1250. Сакам да ви кажам, ова е бизнис, значи секој сака да се надоврзе и да земе уште нешто. Значи тој го праќа на некоја пошта што треба да извести, таа си наплаќа за тоа. Па после тоа, ако вие преговарате, нормално треба да дадете и за приговорот, значи треба да дадете пари. Додека не е многу 60 денари во овој случај, меѓутоа пак ги давате. Вие ги ме штитите мене како граѓани, ги штитите нотарите и овие. Не, сакам да ви кажам кој се надоврзува на кражбата врз граѓаните. Па погледнете што му направиле на Стојковски. Колку рековте дека ви земаа за заверка на тој? Мене лично 4.500. А многу луѓе немаат пари ни тоа да го заверат. Правна сигурност и правна слобода. Значи тука не завршува ова, потоа одите на суд. Значи треба да ангажирате ваш адвокат за да одбрани. Треба, како што рече, адвокат. Не ангажирав адвокат, сам се бранев. Ама повеќе за да видам за да како се одбраните, значи можеби е најдобро да земете судски вештак, пошто немате шанси можеби во судот за тоа нешто. Па на крај не се борите тука против правниците на БЕК, туку ги ангажирале Чокич и Марков. Значи, можеби едно најдобрите компании за тоа, кој што сите институции државни и не знам владеечки тела таму ги ангажираат, значи. Сега се борите против нив, колку имат, не знам, 40 до 100 адвокати и стручни соработници. Мастодони. Да. И на крај одите од еден суд на второстепен суд, апелација, па таму ако ве пресудат, тогаш одите на извршител, и извршител од на крај. Знаете што е најтешкиот дел? Кога државата ви наплаќа 18% за сите овие работи. Сегде е внешена во секое делче државата плюс 18%. Значи највеќе кери државата за ово. Тоа државата има сметка да вие имате долга постапка и да изгубите, зашто највише ќе ви земат сите нив. Македонија во канџите на социјалните права, работничките незадоволства и заштитата на граѓанските слободи и заштитата на приватната собственост наспроти монополите. Завршуваме после рундата нова на ЕПП и натаму ќе бидат гости во студиото Маријан Ненов од Нон Пасаран, граѓански активист, Димитар Стојков, работник од ОХИС, Гордана Каркалашева, адвокат и Димитар Апасиев, университетски професор. Завршница на дебатата, но пред тоа да ви објаснам, ја гледате, предполагам, овој квартет. Нашиот камерман прво што ме праша што бара Амди Бајрам во овој состав. Символиката на тоа е врзана со приватизацијата, распродажбата и грабежот во Македонка, неуспешна трансформација на еден од најголемите текстилни комбинати, поради што овој политички репрезент од кого зависи политичката судбина на Груевски сега, заради како што велат циганите, цитирам во телефонските разговори, тој ја решаваше судбината на политичките интригарења и на судбините во Македонија при создавањето на било која коалиција и на неуспешните обиди за реална посттранзицијска санација на големите капацитети. Но, да завршам, без читање, бидејќи денеска не ми оди многу со читањето. Професоре, каде е дефектот? Во нашите глави, во енормната пренормираност или во немоќта на судството? Во судството е најголем проблем. Значи, согласно теоријата за трипартитна поделба на власта, таа вели само власт може да запре власт. Затоа е поделба. Значи, само судска власт може да запре извршна власт или законодавна преку уставниот суд. Ние во нашето судство имаме
династиски систем на владење или кастински систем. Значи судиите, на кои што сега веќе им рипна платата од 1500 на 2000 можеби евра ќе им стигне, имате судии кои во размислувањата концептуално се заостанати некаде во 19 век. Не можете да им објасните дека пресуда на Европски суд за човекови права може да биде фонтес юрис, да биде извор на право. Се извинувам. Или имате ситуација каде што се е согласно закон, меѓутоа е неправично. Уште Цицерон велел sumum ius summa injuria, и најголемото право некогаш може да биде најголема неправда. Имавме ситуација 96-та, мислам дека кога Уставниот суд укина одредба од законот за судови која велеше дека покрај устав, закон, меѓународен договор и правичноста треба да биде извор на правото. Значи нашите судии заглибени во тие привилегии, веројатно нивната корумпираност потекнува уште при самиот избор. Слушнавме како се бираат судии. Уште од тогаш тие сакаат да учинат на оние кои што ги избрале. Значи има една правна школа во филозофија на право, се вика јус реализам. Вели, прашајте било кој обичен човек, кој не е правник, не е контаминиран со ваква правна терминологија, што за него е право, тој ќе ви каже се додека судот не пресуди, џабе вие имате законско право и така натаму. Значи судот е секундарен законотворец. Тој ги оживотворува правните норми во пракса и затоа е битно. И затоа можеби сега е моментот да поставиме прашање, ако може да финиширам и да поентирам со тоа, да поставиме прашање, бидејќи нашиот устав го пишува професори кои не предаваа уставно право, дали можеби не е грешка тоа што ние на судиите им дававме траен, неограничен мандат, дали можеби не е дојдено времето да прашаме треба ли судиите да имаат ограничен мандат, треба ли судиите да немаат право на реизбор, за да не се случува таква кастинска организираност преку татко обвинител, мајка судика, ќерка адвокатка и така натаму. Дали можеби не треба да воведеме старосен цензус, бидејќи имате ситуации на кои што сум бил лично сведок, каде што судика на 25 години знае помалку право од дактилографка која е пред пензија. Значи, дактилографката знае повеќе закон за парнична постапка или закон за крична постапка од судиката која е вчера назначена. И дали можеби не е дојдено времето да воведеме целосен поротен систем на судење, кој што ќе ги засени овие професионални правници и ќе го воведе лаичкиот елемент како поимање на правото. Ако е ова остра критика на моменти, каква е вашето практицирање? Дали сте адвокатите рамноправна странка? Имав пешо дека и визуелно и од ова што контактирам со некои од судите, дека ова помлада гарнитура на судии кои излезе од академиите, дека имаат некое чувство и потреба за интегритет, ама сепак се под тортура. Да, го делам вашето мислење. Мислам дека поновата гарнитура на судии се малку сосема се разликуваат од онаа по-старата генерација, да речем, на судии. Не ги фаќам овие од бомбите? Не. Значи, не мислам на бомбите и на тоа. Општо кажано. Рековме дали сме равноправни. Да, треба да сме равноправни, но не секогаш. Не секогаш. Истото, особено ова ќе го кажам во кривичните постапки, каде што јавниот обвинител и адвокатот се две страни. Посебно, значи, во овие постапки. Јавниот обвинител е тој кој што ги застапува интересите на државата. Бранителот, тоест адвокатот, ги штити интересите на обвинетиот. Значи, немаме равноправност. Значи, за жал, иако законот тоа го укажува... Има спрега или има супермација на обвинителите, па вие сте немоки? Да, мислам дека во надредена положба се обвинителите. Добро. И сега, оние што страдаат од социјален и граѓански аспект, што е тоа што после 25 години ние се наоѓаме во ситуација на ранг капитализам во кој никој никого не уважува, никој за никого нема социјална солидарност. А ние тврдиме во Уставот, без оглед што не го пишувале уставотворци, дека сме социјална држава. Стојковски? Далеку сме од социјална држава, за жал. И би сакал да упатам апел до премиерот или Министерството за економија да се ангажираат околу ОХИС. Жалосно е, просторот нуди можности за работа, ако не за нас постарите кои веќе сме одминати години или во пензија, барем за идните генерации, бидејќи избегаа младите
од Македонија. За жал. Погледнете каква има супермација во обраќање пред камера. Роден е за политичар и кој е во пензија. Регистрирате го таму, нано. Јас би рекол еден збор, одговорност. Односно немање на одговорност во оваа држава. А токму тоа е последица на корумпираното судство, значи, на она судство кое што на коленици, на она судство кое што се плаши. Значи ние тоа сето го сретаме во судница. Обични граѓани сме секој ден на судење, значи. Ние се помагаме едни со други, ги гледаме судиите како реагираат, како судат, како размислуваат, значи. И за тоа немаме ни одговорност, бидејќи ни еден вистински чинител на овие злодела не е казнат. Јас не видов такво нешто. Кој ги корумпира? Кој ги корумпира? Предполагам дека прво не ја надминавме праксата кога на болничарите им дававме за професорите. Како ќе стане некој некој своевиден клиентелизам, преку привилегии, преку статусни белези, преку семејни лози и така натаму. Па јас би прашал кој ги плаќа, значи, на пример, кој ги поставил таму, на пример. Тоа би, еве на пример, земете една институција државна, а тоа е регулаторна комисија за енергетика, каде што имаме председател кој што е дојден до редовите на ЕВН. Значи, таму е ставен, значи од некој монопол, да го наречам. Значи, и тој сега зема некоја си плата по наша предпоставка од 150 до 200.000 денари, значи месечно, плюс некои бонуси таму, бенефиции. Други има шофер чија што почетна плата на шоферот му беше само 27.000 и нешто, значи. 1490 евра е просечна плата во таа регулаторна комисија за енергетика и тоа нашите драги господа од власта ни викаат па тоа е независно тело. Ви се молам. Кој луд ќе донесе одлука во корист на Ненов наспроти на пример монополите кои ги застапуваат? Па тој си ги штити своите интереси, во таа плата ја штити таму, значи. Зошто немаме ограничувања толку големи плати во администрацијата? Зошто мора да оди до безвестапа? Дали председателот наш има толкава плата, да ја прашам? Тука лежи проблемот. Како ќе изгубиме државата? Само напред. Државата, републиката е битна. Иванов вели има надеж. Има надеж? Мора да има надеж. Без надеж треба да се иселиме сите од држава и да, како беше тоа на студентскиот пленум, последниот студент да изгаси ламбата на аеродром. Па сие се плашам веќе кога викам ова помлада гарнитура, оти како викнав едно 3-4, вклучувајќи Бранимир Ивановиќ, така се иселуваат и одат по Страсбур, по Болоња. Не, тука е Бранимир. Бране се врати? Да, ќе се врати пред нова година, да. Значи, она што го спомна Марија, немањето одговорност, уште Свети Аврелий Августин вели изземете одговорноста од функционерите и вие имате разбойничка дружина, немате држава. Значи, одговорноста како кривична, правна, морална, како сакате. Меѓутоа, јас проблемот го лоцирам систематски. Има еден професор Филип Алот, предава меѓународно право и говори за спрегата на демократија и капитализам. Значи, со ова така почнавме, така да завршиме. Значи, систематскиот проблем е кога демократијата како владење на сиромашното мнозинство станува одвишна за капитализмот. Ние живееме во таква епоха, кога демократијата станува одвишна за капитализмот и наместо сиромашното мнозинство, вие го имате богатото малцинство кое владее. Тоа веќе не е демократија, тоа има посебни стручни термини, тимократија, оклократија и така натаму, меѓутоа се е само не е демократија. Проблемот со современиот капитализам е тоа што богатите луѓе го владеат светот. Имено старите антички општества имале една мерка која се нарекувала остракизам. Тоа е нешто слично кога вие ќе приметите дека еден човек е толку моќен да ја загрози целата република, го бркате. Такви имале античка Атина, антички Рим. Значи некој софт мек остракизам мора современото право да воведе кога имате ситуација кога еден човек е побогат од 10 афрички држави. Ме разбирате? Колкава е таа моќ на тој човек? Еве тоа ќе го оставиме за после нова година. Поштовани гледачи, завршувам со дебатата. Имавте можност да следите четворица соговорници вечерва. Адвокат, професор, работник во ОХИС и граѓански активист. Нема да речем Уа Лопови, што е неверојатно продуктивен сајт, но во секој случај веројатно ќе треба да се послужиме со нивниот слоган "Non pasarán", бидејќи време е овие работи да излезат од лапидарноста и секојдневното говорење. Пријатна вечер.